Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите мајска торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 10 јајца, за пандишпан 12 лажици шеќер, 14 лажици мелени ореви, 2 лажици лебни трошки, 2 лажици брашно, 2 кафени лажици инстант кафе, за фил половина литар млеко, 2 кесички прашок за пудинг од ванила, 200 грама шеќер, 2 кесички ванилин шеќер, 250 грама путер. Потребното време за подготовка на овој десерт е 90 минути. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во садна страна. Потоа со миксер ги матиме белките. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Потоа во садот ги додаваме мелените ореви, брашното, лебните трошки и кафето. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Тестото за пандишпан го нанесуваме во тава за печење обложена со хартија. Ја ставаме тавата во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме 250 мл млеко. Го додаваме шеќерот и ванилиниот шеќер. Мешаме со жица за матење. Во мензурата со преостанатото млеко додаваме 5 жолчки. Мешаме со жица за матење. Потоа во мензурата го додаваме прашокот за пудинг. Повторно мешаме со жицата. Непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко, ја додаваме содржината од мензурата. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од ревна. Продолжуваме со подготовка на филот. Изладениот крем го претураме во сад за матење. Го додаваме путерот. Матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпанот го вадиме од тавата и ја отстрануваме хартијата. Го сечеме пандишпанот на 2 еднакви дела. На лентите пандишпан им ги отсекуваме краевите. Отсечените делови ги кинеме на парчиња и ги додаваме во филот. Мешаме со лажица. На долниот дел од правоаголна кутија за торта ја ставаме првата лента пандишпан. Ја премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со фил. Желе бомбоните ги сечеме на парчиња. Со разнобојни парчиња желе бомбони ја украсуваме тортата.
Помеѓу желе бомбоните украсуваме со желе бомбони во форма на капињи. Декорацијата ја завршуваме со чоколадни топчиња. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 90 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!